Ги следите регионалните вести. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница ќе се соочи со сериозен недостиг на лекари. Од вкупно 8 гинеколози, наредната година ќе се пензионираат 4. Младите, откако ќе специјализираат, бараат работа во приватните болници или во странство, за подобра плата и услови. За една година во Гостивар ќе нема доволно гинеколози кои ќе вршат породување на жените и оперативни гинеколошки зафати. 4 лекари од вкупно 8 во гинеколошко-акушерското одделение на Гостиварската болница ќе се пензионираат до крајот на 2020-тата. Ова ќе создаде големи организацијски проблеми, нагласува раководителот на одделението доктор Агим Јакупи. Тој изразува загриженост дека недостигот на гинеколози ќе се одрази негативно на целокупното функционирање на службата, од што последици ќе трпат пациентките. Ја за жал сега само треба да зборам само за загрижувачки работи и тоа е големо загрижување, зашто лично мене како раководител на одделението ме загрижува тоа што после 2020 година ќе имам 4 доктори помалку. А тоа е 50% од капацитетот на нашето одделение. Ние сме 8 гинеколози, кои ќе одат 4 на пензија, остануваме 4. Невозможно е да се развиват дејноста во во одделението, значи со толку доктори. Зошто? Значи секоја вечер, втора вечер треба да спиеме во болница. Значи, кој ќе развива оперативна работа, кој ќе раѓа, кој ќе оди дома после дежурство, значи организационно ќе бидеме голем проблем ќе биде за нас. Јакупи оценува дека државата не ги стимулира доволно младите лекари откако ќе специјализираат да сакаат да се вработат во јавното здравство. Јас мислам дека проблемот не е кај младите што немаат волја, него младите што завршуваат си го гледат патот на интересот, значи за подобар живот и за подобри услови. А од тоа што беше обеќано дека платите за специјалистите ќе станат 100.000 денари, значи ни 10% од тоа што е обеќано не е. Значи како мислат понатамо да ги стимулира докторите да останат тука, мене не ми е јасно. За разлика од можниот недостиг на лекари специјалисти, одделението добро стои со средно медицински персонал, а последните години беше реновирано и подновено и со опрема. На гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар годишно се вршат од 650 до 700 породувања. Како да се превенира малолетничката деликвенција, користењето дрога и нарушувањата на јавниот ред и мир во и надвор од училиштата, денес дискутираа представници на СВР Тетово, локалната самоуправа и педагози и психолози од основните и средните училишта од општина Тетово. Се намалува бројот на нарушувања на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Во 2013 година имало 36 вакви нарушувања, додека во текот на оваа година 4. Локалната самоуправа во соработка со СВР Тетово спроведуваат повеќе активности со цел превенција од инциденти. За нас е многу важно што реализираме низа активности во училиштава кои што се со едукативен и превентивен карактер и со овие активности сме дошли да 6 пати да го намалиме бројот на нарушување на јавниот ред и мир од 2013 па до 2019 година. Од друга страна, значи тоа што ни кажуваат од Министерството на внатрешни работи, се работи многу интензивно и енергично за да имаме побезбедни училишта и дека ова има и своји ефекти и во терен и во училиштата. Искуствата на училишните управи се различни. Од основното училиште Братство Миѓени од Тетово велат дека досега кај нив немало поголеми инциденти, а одделенските часови ги насочуваат кон воспитување на учениците во однос на пороците. Конкретни часови има, посебно на одделенските часови, значи тоа е секој понеделник, секој одделенски наставник, тоа е животни вештини, каде што има многу голем број часови каде што се посветува баш околу заемната дружба, соработка, пушењето, дрогата, алкохолот, дружбата, тепачките. Тоа се повеќе и практични часови, каде што може точно детето на некој начин да внимава како поинаку треба да се однесува кон другарчето, кон другарката,
кон повозрасниот и кон детето од другата етничка култура. Во просториите на општина Тетово се одржа состанок на кој се дискутираше како да се превенира малолетничката деликвенција, користењето дрога и нарушувањата на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Секоја година се одржува ваков вид на состанок. Целта е, значи не е до потребата, туку до целта е да се превенираат вакви незаконски појави низ училиштата, низ Тетово. Тоа значи дека досега има вакви појави? Значи има појави, почести се нарушувањата на јавниот ред и мир, поготово со физички напади или физички пресметки меѓу ученици. Меѓутоа секторот за внатрешни работи Тетово работи на целосно евитирање, значи отстранување и целосно расчистување на тие појави. Значи пред, позади, во дворовите, на улиците пред сите основни и средни училишта низ Тетово има, значи, присуство на полициски службеници кои патролираат редовно и во текот на наставата и по завршување на наставата, затоа што често јавните места или јавните објекти се користат од страна на лица кои се бават со незаконски дела. Инаку одсекот за превенција при СВР Тетово е формиран во 2008 година. Во изминатата учебна година спроведе 7 превентивни проекти, во кои беа вклучени учениците и деца од градинките на повеќе теми, како злоупотреба на дроги, трговија со деца, сообраќај и слично. Гостиварци повторно имаат можност да ја стават хуманоста во преден план и да станат светла точка во животите на семејства кои што се борат со сиромаштија. Црвениот крст проведува акции за донирање на пари, храна и средства за хигиена во рамки на неделата на борба против глад. Гостиварци неретко се покажуваат како хумани и солидарни граѓани, донираат, помагаат, се вклучуваат во акции. Во наредните денови повторно имаат можност да ја стават хуманоста во преден план и да станат светла точка во животите на семејства кои што се борат со сиромаштија. Општинската организација на Црвениот крст Гостивар традиционално ја спроведува неделата на борба против гладта. На повеќе пунктови во периодот од 16 до 22 октомври се собираат парични донации, храна и средства за хигиена. Веќе се разделени 20 бонови по 20 поени низ средните и основните училишта во општина Гостивар, Маврово и Ростуше, како и Врапчиште. Исто така, освен финансиските средства, собираме и прехранбени производи и средства за персонална хигиенизација. Исто така, во Гостивар се отворени 3 собирни штандови. Еден е во центарот на градот на Гостивар, еден во мегамаркетот на Монтенегро и еден во ЕТЦ Елкос Гостивар. Исто така, донации може да направите во жиросметката на Фондот на Солидарност. Волонтерите ги повикаа сите граѓани во зависност од своите можности да ги поддржат активностите. Парите што ќе се соберат се наменети за обезбедување на пакети со храна за помош на социјално загрозени категории граѓани. Се очекува да бидат помогнати 100 семејства од 3 општини – Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше. Неделата на борба против гладта се одвива под мотото "Помислете и на нас". И на Факултетот за прехранбена технологија и исхрана во рамките на Државниот универзитет во Тетово се одржа манифестација по повод Светскиот ден на храната. Важноста на храната и помошта на оние кои им е најпотребна беше темата на која денес се дискутираше на Факултетот за прехранбена технологија и исхрана во Тетово. Факултетот е во рамките на Државниот универзитет, а повод за денешната средба е Светскиот ден на храната, кој во светот се одбележува на 16 октомври. Ние како факултет од лани почнавме да го организираме и да го обележиме овој ден, пошто е многу значаен, поради тоа што знаеме дека храната е еден од битните фактори за животот и значи за стандардите. Како ден што се организира во светски рамки, тоа е организиране и значи почнато од организацијата ФАО,
значи Организација за храна и Светска организација за храна и за земјоделие, кој што во овој ден во многу држави, многу институции се организира во различни начини, само со цел да се представи, односно да се подигне вниманието на луѓето дека во светот има и луѓе кои што значи имаат потреба за храна, имаат потреба за квалитетна храна и за безбедна храна. Од факултетот меѓу другите активности денес доделија и 50 пакети со храна за сиромашните семејства во регионов. Одбележана годишнината од стрелањето на 16-те борци од Косовско-метохиска бригада на Тетовското кале. 75 годишнината од стрелањето на 16-те борци од првата Косовско-метохиска бригада беше одбележана денес пред спомен бистата на Тетовското кале. Како млади доброволно тие пристапиле во првата Косовско-метохиска бригада, предводена од воениот командант Зуфер Мусиќ, но на денешен ден тие биле заробени и стрелани. Истакна во својот пригоден реферат председателот на Сојузот на борци од Тетово Јоцко Димитриевски. Овие 16 храбри и млади борци се заробени на повеќе локации, каде бригадата водела жестоки битки против балистите во Полошкиот регион и на денешен ден врзани со раце, со јаже, беа стрелани. Затоа, почитувани, ние, како Сојуз на борци од Тетово и граѓани почитувачи, продолжувачи на традициите на народно-ослободителната борба, им оддаваме достојна почит на нивните млади животи кои ги положија за слободата и нашата иднина во борба против фашистичкиот окупатор и нивните слуги. Во оваа пригода би сакал и да ги прочитам борците кои загинаја, односно беа убиени, стрелани на ова место. Велимир Трајковски од село Томино, Поречие. Венче Николовски, село Локвица. Драге Меновски, Томино село. Јордан Арсовски од Самоков. Тоде Арсовски, Самоков. Михало Трајановски, Самоков. Павле Павлевски, Вир. Раде Дукадиновски од село Вир. Станислав Анđелковски, село Ковач. Срđe Меновски, Томино село. Радивој Митановски, село Вир. Драге Стојковски, Калуѓерац. Светозар Симјановски, Калуѓерац. Станислав Стојановски, село Ковач. Стојановски Душан, село Вратница. Ѓорѓевски Нофо, село Вратница. Пред спомен бистата поставена во нивна чест, букети цвеќиња положија делегации на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово и Националната установа Музеј на Тетовски крај. Во денешниот билтен од СВР Тетово соопштуваат за две тепачки кои се случиле во Тетово. Вчера во 12 часот и 50 минути во полициската станица Тетово, 15 годишен малолетник од село Боговиње, во присуство на неговиот дедо од Ново село општина Боговиње, пријавил дека околу 9 часот во угостителски објект во Тетово бил физички нападнат од друг 15 годишен малолетник од Ново село и 3 непознати лица. Втората тепачка се случила вчера околу 23 часот и 30 минути. 24 годишен жител тетовското село Бродец пријавил дека на буливар Линденска во Тетово бил физички нападнат од НБ од истото село, со кој претходно имал недоразбирања. Полицијата и во двата случаи презема мерки за расчистување. Одбојкарската федерација на Македонија ја изврши ждрепката за новата сезона во женска и машка конкуренција. Тетово ќе биде представувано од 5 екипи, а првенството ќе започне следниот викенд. Вчера во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија беше извршена ждрепката за новата сезона во Одбојкарското првенство на Македонија за мажи и жени. Тетово во престојната сезона ќе биде представуван со 5 екипи, 3 во машка и 2 во женска конкуренција. Изброј на екипи вкупно 5 има и Струмица, што представува најголема бројка од сите градови во нашава земја. Во машка конкуренција ќе настапуваат вкупно 9 екипи, од кои 1/3, односно 3, се од Тетово. Тука се екипите на Универзитет Тетово и Лирија од Джеровјане, кои настапуваа и минатата сезона, додека третата екипа е Шкендија.
Црвено-црните од Тетово после неколку сезони повторно се враќаат на одбојкарската мапа, откако во 2011 година ја освоија двојната круна, првенството и купот, па дури настапуваа во регионалните надпреварувања организирани од БВА. Стартот на првенството е предвидено за идниот викенд 26 и 27 октомври. Двојките за првото коло се следниве: Лирија Вардар, Угада студент Джио Струмица, Весна Пробиштип Универзитет Тетово и Шкендија Дибра Волеј. Слободна во првото коло ќе биде екипата на Борецот Велес. Во првенството во женска конкуренција ќе настапуваат дури 12 екипи, а Тетово ќе има 2 представници. Екипите на Бамикор и Универзитет Тетово и оваа сезона како и минатата ќе бидат единствени представници на нашиот град. Првенството ќе започне овој викенд, односно во зависност од термините кои ќе ги пријават екипите, сабота или недела. Во првото коло ќе се сретнат Македонија Макс Ускана, Работнички универзитет Тетово, Вардар Угада студент, Пелистер Волеј Бамикор, Јанта Волеј Наковски Волеј и Струмица Виктори Волеј. Според системот за надпреварување во двете конкуренции најпрво ќе се игра по еднокружен принцип, а потоа ќе следува и поделба на лигите во плей-оф и плей-аут, каде сите екипи ќе одиграат двокружно. И на крајот, најдобрите 4 екипи во двете конкуренции ќе разигруваат во плей-офот за шампион на Македонија. Утре на 17 октомври ќе се отвори 23-тиот поред меѓународен поетски фестивал Денови на наим. Манифестацијата ќе биде свечено отворена пред Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово. Фестивалот освен во Тетово ќе се одржи во градот Корча, Албанија. Свеченото отворање е утре пред Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово со почеток во 19 часот и 30 минути. После читањето на лауреатот на оваа едиција, големата поетеса од Англија, ќе му се додели наградава Наим Фарашери и ќе му се додели и почесен член на дирекцијата на фестивалот. На вториот ден во општина Тетово ќе се промовираат 10 книги од едицијата на Дитете на Имит, меѓу кои 3 книги на лауреатите и антологијата на фестивалот, антологија на македонската модерна поезија и други поети, странски и албански поети. Во вториот ден попладне ќе одиме во теќето Арабати Баба, каде ќе имаме едно читање поет Левардје. Утре дента, значи во сабота, ќе патуваме за Корча, каде ќе се одвива финалното вече и ќе се доделуваат останатите награди. Истакна Шаиб Емрулаху од фестивалот Денови на наим. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура, општина Тетово и приватни компании. Времето денес беше сунчево и топло со слаб ветер од јужен правец. Температурите се движеа од 11 до 26 степени. Времето утре ќе биде сунчево и топло со мала облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат од 11 до 27 степени. Тоа беше се во денешните регионални вести, а вие и натаму останете со нашата програма. Пријатно!